Најмалку 12 луѓе загинаа, а повеќе од 20 се повредени откако бомбаш самоубиец денеска се разнел пред суд во областа Шапкадар во северозападен Пакистан. Полицијата соопшти дека бомбашот го активирал експлозивот кога полицајците го запреле пред да влезе во судската зграда. Организацијата Джамут ул Ахрар, поврзана со пакистанските талибанци, ја презеде одговорноста за нападот. Тие соопштија дека тоа е одмазда за погубувањето на Мумтаз Кадри, кој беше осуден на смрт поради убиство на провинцијски гувернер, кој пак се залагаше за промена на строгиот закон за бласфемија. Шапкадар е на околу 150 километри од главниот град Исламабад и е во непосредна близина на племенската област Мохманд, во која имаше неколку напади во последните неколку дена. Пакистанските талибански милитанти водат бунт против државата од 2007 година во обид да наметнат строга интерпретација на исламскиот закон. Илјадници луѓе формираат човечки синџир од речиси 7 километри во главниот град на Грузија Тбилиси во знак на протест против преговорите на грузиската влада со рускиот енергетски гигант Газпром. Вчерашните протести беа организирани од прозападната партија Обединето национално движење на поранешниот председател Михаил Саакашвили. Демонстрантите стравуваат дека купувањето на газ од Газпром ќе ја направи Грузија зависна од Русија и ќе ја спречи земјата да се приближи кон западот. Сепак, ден пред протестот, грузиската влада соопшти дека се откажала од првичните планови за купување природен газ од Русија. Владата соопшти дека целото потребно количество газ може да се набави според новиот договор со Азербејџан. Уметнички ракотворби изработени од босанските затвореници беа изложени по повод Меѓународниот ден на жената 8 март. Затворениците од затворот Фоча во источна Босна, од кои најголемиот дел се осудени на долгогодишни затворски казни за тешки кривични дела, креирале дела во чест на жените. Затворениците одат на курс за изработка на мебел и други ракотворби за да може да работат нешто кога ќе излезат од затвор. Изложбата беше одржана во мотел во близина на затворот, кој исто така бил изграден од затворениците.